подкастот за секого по нешто на Сакам да кажам МК. Јас сум Марина Костова и денес разговараме со Лидија Георгиева, модна дизајнерка и професорка на Институтот за текстилно инженерство на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Здраво, Лидија. Здраво. Добро дојдовте во нашиот подкаст. Благодарам. Како некој кој што поголемиот дел од својата професионална кариера ја поминал во француската модна индустрија во срцето во Париз, како гледате на холивудската презентација на она што се вика француски шик или француски начин на живот? Сега е актуелна оваа серијава Емили во Париз. Според мене најхоливудско од сите холивудски брутални експлоатации на клишеа за Франција, француска мода. Јас имам другарка, најдобрата другарка во Париз не се вика Емили. И навистина ни оддалеко нема врска со оваа Емили што гледаме на телевизија. Тоа е американка. Тоа е едно. Друго, навистина, мислам, никој нема така згодни комши како што има од Париз. Валјда дека од Холивуд, па има некој магнетизам, не знам. Друго, мислам, тоа клише со маичката морнарска, багетот и качкетот, веќе не знам, тоа и поклише од ајварот и кафето кај нас. Немам зборови за тоа клише, бидејќи така се шетале веројатно после Втора светска војна, што е малтене пред не знам колку децении да ги броиме. Друго нешто што ми е стално интересно во американските филмови за Париз, нема секој американец што ќе изнеми стан во Париз, гледа на Ајфелова кула, како бе така? Мислам, не знам, Ајфелова кула како да има на 20 места, па од 20 места сите овакво имаат поглед. Тоа исто не ми е јасно. И сега да се вратиме на суштината на овие црвени килими и чудни перцепции. Не можеш тоа да го сопреш, ниту треба да го сопреш, ниту пак сум поборник на коректива во модата. Порано беше во мода Fashion Police, In and Out, во 90-ти беше In and Out, па во 2000-ти беше Fashion Police. Некако во моментот кога ќе кажеш, не знам, црното е in, жолтото е out, мене веќе ме фаќа нервоза, затоа што веќе ми создава граници. Па потоа се појави, не знам, Fashion Police и лупам се, ајде, не смеш да носиш папучи со тренчкот, зашто бе да не носам? Прада имаше толку убави реви со сандали и чорапчиња, баш ми е интересно. Зашто тоа и кој си ти, или не знам, за да одлучиш дека ова не, например, објасни ми според кој критериум. Тоа е веројатно генерална потреба за контрола. Да, од која позиција? Значи, окей, ако имаш некој печат од галактичкиот совет планетарен околу Сонцево и сите планети се сложиле дека ти си критериумот, фајн. Ама друга референца не гледам. Сега, пак да се вратиме на Холивуд, значи, ако нив им е кејф да трипат, а факт е дека трипаат на Париз нормално, ко не би, едноставно, тоа е нивниот начин на покажување почит и фасцинација кон Париз, преку целата таа фама околу црвен кар, црвен тепих. И факт е дека се коментира кој носи, кој кутуриер или кој дизајнер, па тука се промовираат и американските дизајнери нормално, има и патриотизам во целата таа приказка. Но, еве, за пример, не дека они си заборават на себе, никако. Меѓутоа, сепак се они вектори на транзит на високата и луксузна француска мода. Ние не треба да ги плюкаме ради тоа. Thank you very much. Јас имав, уште гледам, спремна си со прашање, во Балман кога работев, 90-ти, на исто ниво бевме, имав еден млад колега, американец. И, значи, таму бевме асистенти, почетници. Вика, ние во Америка, значи, дојдем беше тука да учи, нели, јас се што можев упивав. Таму директорка на студиото беше дојдена од директорка на студиото претходно беше во Ив Сен Лоран. Таа жена цел час зборуваше за ракав. Цел час.
И сите ќутиме и алелуја, мислам, ме разбираш? И сега ќути да му се види и учи. Не, ние во Америка правиме лук без вкус, правиме коцкасти лубеници. Зошто? Значи, го има тој, да го кажам, јин и јанг однос кон европската мода. Од една страна фасцинирани, од друга страна ние сме подобри. Но тоа е тоа, ќе го констатираме и идеме понатак. Мојот впечаток е дека генерално во популарната перцепција баш ради тие клишеа и таа експлоатација на клишеа се губи фактот дека француската модна индустрија е една исклучително строго регулирана, со многу строги правила на производство и презентација. И бидејќи вие сте работеле и во Балман и во Рошас, во големи модни куќи, би било да објасните што всушност чини еден фустан дело на висока мода. Зашто висока мода е таа апсолутна фасцинација и сите кои ќе отидат во Париз да учат школа мислат дека со самото тоа се више дизајнери на висока мода. Пред се, високата мода е, како да преведам, state of mind, состојба на духот и умот, да речеме. Пред се тоа. А тоа се стекнува учејки, гледајки, битисувајки, дишејки, дружејки се со тие луѓе. Тоа е едно. Друго, за да ти можеш да се декларираш како кутуриер или како куќа на висока мода, треба да ја имаш апелацијата од синдикатот. Таа апелација е заштитена со закон. Така да имаме ние бренд во Америка Juicy Couture или овдека Couture Atelier или не знам што. Меѓутоа, да, францускиот збор couture значи шиење, но од couture значи висока мода. И тука веројатно е почетокот на збунката, но и секоја провинција си има своји мегаломански амбиции, па сака да се представи како нешто повеќе од тоа што реално е. Сега, нормално дека постојат строги, што бе заштитено со закон, исто како и шампањот, исто како и виното наречено шато, значи си ги ценат своите апелации, не само географско потекло. Се знае колку вработени треба да има таа куќа и под кои услови, дека треба да презентира куќата 2 пати годишно колекција и под кои услови тоа да се случува и секако да е членка во синдикатот. Кога е календарот за висока мода 2 пати годишно, се случува тие да поканат млад дизајнер. Со тоа полека и тој е гостин во календарот на висока мода. Со тоа тие полека го воведуваат во нивниот свет и потоа евентуално тој, ако сака или не, да стане член, зависи од брендот. Сега е бренд, се уште не е. Друго е ти да кажеш и да претендираш дека си луксузна куќа. Например, Балман беше куќа за висока мода и таму правевме ревии за висока мода, а Рошас беше куќа луксузна. Ние не правевме во Рошас, изработувавме скапи колекции, но тие се уште беа претепорте колекции, а не висока мода. Висока мода, јас знам дека и во Скопје и низ светот постојат многу луѓе кои шијат по мерка. Тоа е дел од високата мода и е, да се разбереме, луксузна услуга. Ако вие дојдете кај мене со некаква специфична побарувачка и јас се согласам да ја направам само за вас, тоа значи дека треба да го платите моето време, експертиза и персонализирана услуга. Исто како некој програмер, компјутерџија, софтвераш или како милувате. Така? Така да, поимот за луксус сепак треба да го асоцираме со персоналната услуга. Особено во иднината, јас и порано сум рекла и сега кажувам, верувам во тоа што го прави раката, верувам во рачната изработка. И затоа сметам дека кај нас треба да се ценат занаетите, бидејќи најблиску до високата мода се занаетчиите, иако се најмалку ценети. Ние имавме чаршија и во таа чаршија имало преку 300 занаети. И тоа се знаело кој занаети
ги познаваат христијаните, кои занаети ги познаваат властите, кои занаети ги владеат евреите, кои занаети ги владеат албанците, турците. Се знаело кој со кој занет се бави. Тој скил, високата мода е паметна и го искористува. И затоа во една креација, може да се каже дизајн на висока мода, наоѓаме, например, рачно изработени делови од Индија. Доста соработуваат со Индија куќите од Париз. Сигурна сум дека таму е се уште поевтина отколку кај нас работната рака, особено за везење. Да, но тоа се сепак вешта работна рака, не чисто шиење на машина или... И, што е многу битно, што исто така елемент од читањето на висока мода, за изработката да не зборуваме, но еден висок критериум и општа култура, сепак. Сега, ако збориме за клишеа, во 90-тите се збогатија раперите. И тие почнаа да се облекуваат во високата мода и внесоа некоја нова динамика од кој што некој се дистанцира, други ја прегрнаа. Но се случи таа интересна промена. Сепак мора да се каже дека тие куќи беа заспани кон крајот на 80-тите, се свестија, некој сепак ги разбуди и затоа и беа донесени млади, да ги наречам деца, влезе Александар Маквин во Живанши, Галиано во Диор, Том Форд во Гучи, но тоа е друга приказка. Мене ми е многу интересно како се наоѓа кадар таков високо специфично вешт во рачната изработка. Дали се образуваат тие луѓе, имали школи што се образуваат, каде што се образуваат за везилки, за специфични плетења, за шиење на рака, за штепови, за... И колкава е таа традиција всушност? Тоа е, значи, да влезеш во едно ателје, например, плюмасие, тоа е тој што ги изработува пердувите. Или има кој што е специализиран за везење, како Мусио Лесаж. Јас лично имав таа чест и задоволство да го запознам. За моделари исто не можеш ти веднаш да станеш главен на ателје. Ателјето, да го погледнете на тие жени кои што го изработуваат прототипот во високата мода, тоа се сепак возрастни, позади себе учеле. Се пренесува генерацијски. Постои школа, секако, николку, но се пренесува и генерацијски. Јас се сеќавам во Балман, тогаш имавме млад кутуриер, тој после замина кај беше кутуриер во Оскар де ла Рента. Имаше еден дизајн, и тој им го предавам на моите студенти кога има инспирација. Тоа беше сако, односно јакна, нели, и сукња, костим, целиот изработен од монтирани како мотиви како саке од пчела. Визуелно сите изгледа исто, но вие од 2D материјал да добиете 3D волумен, треба да упивате, тоа се вика, треба значи да го создадете волумен, не може тие да бидат исти парчиња, нема шанс. И сега, и при тоа немаше шев на ракавите, немаше вшитоци. Тоа е едно знање кое што јас не би... Прво е огромна трпеливост, студиозност. Значи, замислете дека сите тие се разликувале можеби по 1 милиметар лево-десно и дека секое саќе си имало точно определено место за да го добиете тој волумен. Сега, ајде кажете ми некој во Скопје или во... Не знам каде, мислам, кој што денеска произведуваат. Тоа е чиста математика, многу пред АИ. Да. Значи, кога зборуваме за висока мода, ако некој изглед ве заинтересира, разбарете како е направен. Тоа е фантастично. Фенди имаше скоро една колекција која личеше на крзно, меѓутоа целата беше изработена од тенки, претенки метални нитки, а оддалеку чудникаво личеше на крзно, но не. И тоа, ние поминуваме 2 секунди на ранвеј, но секој дел има некоја фантастична приказка позади.
Всушност, испаѓа дека високата мода ја слави вештината. Крафтманшип, И тоа да. во највисоко специализирана и Апсолутно. апсолутно перфектна. Апсолутно. И можеби од таму таа фасцинација произлегува и затоа што нели нормален човек, обичен човек, и си рече, па тоа е само еден фустан. Не. Тоа е само еден фустан, ама тоа е исто така како парче филигран или како не знам што имаме ние, некаква Апсолутно. рачна изработка. И интересно е, бидејќи пред некој ден зборувавме за тоа како кај нас се изгубија тие рачни вештини, кои што на времето се користеле и во индустријата, особено во модната индустрија. Нели спомнавме дека модните фабрики се граделе таму каде што се произведува нештото што ќе се користи за производство. Значи памук штипско за македонка да го произведува материјалот и понатаму. Земете го тетекс. Да. Во тетекс кога се градела земјава, значи плански се градела индустријата поствоена Југославија. Тоа е, значи тие успеале да го затворат процесот. Од овцата го зимам тоа што ми треба за да направам предиво, го обработувам, ја имам технологијата да направам предиво. Од предивото потоа сум создал технологија да го исткам материјалот, притоа имам и дизајнери кои што одлучиле која боја и кој предиво или кој дизајн, дали ќе биде каро, дали ќе биде жакар, дали што и да е во моментот битно. И притоа и конечно и конфекција. Да, и сето тоа направено таму. И нормално дека тетекс имале совршено квалитетни производи кои што можеле да ги извезувале нели во Германија и каде се и со колку златни кошути можеа да се пофалат. Да. За разлика од тоа, мислам дека го посетив тетекс околу 2011-12, не сум точно сигурна. Гледав многу убави машини за трикотажа и прототипите ги загледав со прекрасен финиш, многу убаво професионално изработени, дури испакувани со код-бар и хенгтег 15 евра за цена, како се кај нас цеа? CNA. Да, CNA, да. Па ве молам. Да. Ма тоа, како и сите такви гиганти во еден цел процес собрано во едно, ги уништи посткомунистичката транзиција, за жал. И можеби за тоа кај нас не постои некакво организирано производство кое што би можело да ги користи сите тие културни придобивки, бидејќи де факто тоа е придобивка на културна придобивка. Апсолутно. Тоа искуство, тоа мајсторство за изработка, желба и стратегија. И квалитет, да. Секогаш кога се има желба и стратегија, позитивниот резултат е неминовен. Не може, значи со намера да го направам ова, можностите финансиски ми се тие, луѓето се тие. Има можеби нешто невозможно, ама јас од себе ќе дадам за да стане возможно. Не гледам како на друг начин, освен желба и стратегија. А кај нас се сведува на акција на поединецот. Има еден поединец, тој израчи нешто околу себе, привлекува, одбива, добива буџети, бла-бла, прави некакви настани, фестивали, учествува некој, па луѓе помлади се огледуваат и така некако е таа некоја кревка сцена, која што функционира во културата, во дизајнот, нормално дизајнот е дел од културата, но тука би рекла без разлика дали е театарска култура, филмска, модна, ликовна. Да, кревка сцена, тоа е добар термин. Има впечаток дека воопшто или многу малку соработуваат креативци. Дека таа сцена заврши негде во почетокот на 90-тите, што постоела и од тогаш е спорадична, значи само се делови кои што не обстојуваат многу долго, туку едноставно ќе надраснат самите творци, ќе почнат да работат нешто друго и ќе издишат. Да. Во примената уметност па особено. Ќе издишат. Да. Значи јас не можам да избројам да добројам колку колекции имам направено во животот. Се извинувам да не звучи нескромно, не ми замерете. Но имам преку 100 колекции направено. Реви имам правено во Париз, во потоа представувања колекции во Лондон, на Лондон Fashion Week, во Токио.
Реви имам правено во Белград, во Луксембург, во Скопје не можам да добрам колку реви имам правено. Театарски костими за театарски представи сега веќе се собра преку 10 од годинава и ете и за филм имав таа чест и задоволство и стрес. Искрено да кажам, се уште се прашувам и сум пресрекна што имам деца, мои деца на факултет на кои што се обидувам навистина сето тоа да им го пренесам. Верувајте ми, огромно искуство. И сепак е тоа 20 години од кровот на светот во Париз. Многу имам за пренесување. Се уште се прашувам 3 точки. Така ќе завршам реченицата, кој како сака. Да не прашувам, значи со оптимизмот до каде сме. Не, тоа не го апсолутно креативната енергија и желбата за креација, мислам дека нема да се напуштиме додека дишам. Да, се разбира. Повеќе зборот... Драма, леле, ова са бајле иде подкастов или? Нема време. Пите кафе. Мислам дека сепак на крајот испаѓа можеби малку депресивна нота, но сите напори остануваат на напорот на поединецот и таму и завршуваат. Тоа што ние како заедница ќе го научиме и ќе се обидеме да го продолжиме, да го негуваме понатаму, ми се чини дека тука се уште тркираме во било која професија, не само во оваа. Ова е специфично бидејќи сепак се работи за некакво развивање на културното наследство, надградување тоа што го имаме. Да. И не само тоа, затоа што тоа се сепак добри можности за кариера. Значи, млади луѓе може да работат. Еве, имаше пред 20 години еден голем проект на USAID, Aid to Artisans се викаше, каде што ракотворци всушност направија кариери и дури образуваа цели млади генерации, например филигран, например ткаење, јорганџи, да, имаше дизајнери, да. И тоа всушност ја обнови таа ракотворност дека меѓутоа како што заврши проектот, за жал се дисперзираа луѓето на поединци, таа заедница што беше креирана за време на проектот, едноставно се... пак збориме за поединци. Така, да. Значи беше Macedonian Aid to Artisans, МАТА, која што дури МАТА и пред да не напушти направија голем собир во, дали беше во Хотел Континентал, каде што ги викнаа на едно место за најчиите, неколку дизајнери бевме викнати, за да си се вмрежиме и тоа. Потоа, значи, МАТА се трансформираше во АТА и постоеа одредени напори за мини некои настани, предпоставувам дека и некои мини буџети се снаоѓале да добијат. Двајца беа кои што тоа се уште го одржуваа неколку години. Нели имаше базари во Арка, па имаше новогодишни базари, па нешто знам и во Битола се правеше, не ми замерете ако некого испуштив или заборавив. Меѓутоа, наместо тоа да летне и да се развие, се, како што кажавте, дисперзираше во микроклетки. На поединечни напори. Да. Тоа е тоа што недостасува. Поединец или знаете како, пак се сведува на стратегија. Имаме Министерство за култура. Министрите се менуваат, но тие што се вработени во Министерството, како ги пренесуваат проектите? Јас не знам, не критикувам, само прашувам. Како ги пренесуваат информациите? И едно многу важно прашање, дали јас ќе ги продолжам проектите на претходниот министер, или ќе речам, не, ова нешто не важи, ја ќе направам нови своји проекти, или ќе ги правам паралелно и двата процеси. Значи, дај со почит да ги довршам претходниот проекти, па со почит да почнам нови, па тој после мене, без разлика дали од Каршија или од Мојве, со исто таква почит ќе продолжи. И тогаш, значи, базата треба да е
да се луѓето во министерството, а не министрите што си одат и доаѓаат. Сега, се надевам дека него сваќа тоа како политички говор, ова не е политика. Ова е транзит на знаење и транзит на податоци. А вака испаѓа дека ние секој колку им има бадато 3-4 години. И што сега ние секој 4 години ново министерство правиме? Проблемот со континуитетот е критичен во тоа истото се рефлектира и во општеството. Да, уметниците, режисерите, глумците се тие. Тие не велам поднесуваат проекти, добиваат буџети такви какви што се. Иако е модната индустрија многу сурова, има впечатлок дека некои социјални теми, посебно за родови прашања и равноправност, беше одмината таа индустрија од тие прашања, актуелното пред неколку години миту движење. Сите знаеме дека има креативна контрола која што е доста цврста и сурова, но од друга страна има и доста нефер третман на, да речеме родова нефер третман на манекените и манекенките. Зошто таа како да беше заштитена индустрија од едноставно разоткривање на, да речеме, тие злоупотреби? Да, тоа е сега навистина ова деликатни прашања, затоа што се уште модната индустрија почнува со млади деца. Значи постојат скаути кои, ова е сега клише, но така е, кои шетаат по плажи и идентификуваат млади девојчиња кои што би биле потенцијални, потоа супермодели. И факт е дека тој првиот скаут што ќе ги открие добива добра сума, добар надомест, особено ако е тоа некоја интересна раса, некоја ретка која што досега веќе не е експлоатирана во индустријата, не знам, специфични очи, боја на кожа, црти, кои што се баш од тој регион и тој континент и така натаму. И факт е дека за тоа се добиваат добри пари. Сега родителите сепак малку покриваат, но сватете дека кога тоа девојче ќе дојде на пробен, например, пробно сликање, за да почне и треба бук, и за да го пополни букот и требаат фотографии. Значи, кога ќе почне да слика, ако не се таму мама и тато и е букерот неизин, агентот, агенцијата со која што ќе склопи договор. И сега тоа младо девојче полека еволуира во еден свет кој што и вика, денес ки рече дека, не знам, мора да биде многу секси, утре ќе рече дека мора да изиграва, не знам, да носи стритвер, задутре, не знам, schoolgirl, менува постојано идентитети кои што таа ги учи, ги гледа од големите и во зависност од тие џобови што ги има, дали треба се насмее или да се намршти. Сега, да, има манекенки кои што се спремни на се, за да се пробијат. Вие кога имате кастинг за еден џоб седат на исто место уште 20 прекрасни девојки, но за жал, да, има и луѓе кои што таа спремност ја подгреваат и ја злоупотребуваат. Но тоа не е случај за сите и тоа не е правило. Секој си се пробива со својата интелигенција, своите средства, своите одлуки. Кога беше бомбардирањето во Белград, имаше во Париз манекенки, да речеме, и вакви, и такви. Тогаш крај на 90-ти, почеток на 2000-ти беше една сцена во која што и разни наркотици кружеа, особено на сеансите за фотографирање. Твој избор е дали ќе прифатиш или не. Сега... Но нема институционална заштита, да сакам да кажам, во институционална заштита да те штити куќата која што те најмила некако или не знам. Куќата, значи, манекенката склопува договор со агенцијата, која што е мама и тато. А агенцијата ги кешира парите и агенцијата потоа го полни контото на манекенката и наоѓа стан и она може би со уште 5 манекенки живее во агенцијски стан. И агентот ти сугерира дали да ги поправи забите или да ги зголеми или намали градите. А
клиентот се модните куки. Значи, модните куки немаат никаков директен контакт во бизнис сделката со манекенката. Но потоа, пред ревија, после ревија, пред шутинг, после шутинг, што се случува меѓу клиентот и манекенката, не ми е познато дека е регулирано со закон. Затоа што има во висока мода, јас такво нешто не сум видела. Или во луксузната индустрија. Некои чудни интеракции. Ги обвинуваа некои луѓе за проксенетизам. А јас во мојата кариера немам видено. Но имам добивано разни прашања од типот млада манекенка, да ме праша со кого треба да спијам тази дојдена во Париз. Како сакате јас такво нешто да ја кажам? Сега, дали е тоа слично со тоа што се случувало во Холивуд, не би знаела да кажам, но кога збориме за регулативи, најголемиот стрес во оваа приказка е сепак тежината и висината. И точно е дека имаше доста анорексични манекенки. Едноставно имате манекенки кои што се природно слаби, други мораат да се жртвуваат за да останат, ако сакаат да останат во индустријата. Тука можат модните куки да сторат нешто. Односно, да во кастинг да зимаат различни типови на тело, а не само скини моделс. Таков body positivity тренд имаше во куќата Александар Маквин кога беше таму Сара Бартон. Секогаш има и пунички, и дебелки, и вакви и такви. Многу тешко се пробива тој тренд, а веќе 20 години се зборува за тоа. Но имаше и некаков закон, мисля, че или забрана за ангажирање на манекенки со поднека маса на тело, под некои стандарди, така. Не сум сигурна колку заживува во пракса, но барем една сезона беше. Беше и тоа. Не знам како тоа би се решило, освен ако, со постепени примери. Да, тоа е и повеќе влијание културно исто така, сега. Со оглед дека имате искуство и како човек што работи во самата индустрија, но и надвор, како креирање независен бренд, што би била клучната разлика? Не само во креативниот процес, него воопшто во формирање на продуктот, да речеме, или дизајнот. Идентитетот на брендот го прави креаторот. Значи, или идентитетот на брендот го прави маркетинг екипата, кај нас имаме еден прекрасен бренд кој што е основан од маж и жена кои што биле во маркетинг. И тој, но тука зборуваме за продукт. А ако зборуваме за дизајнерски бренд, тогаш идентитетот на брендот е одлика на персоналити на креаторот. Колку тој или таа најде начин да се изрази себе си исто како сликар, исто како скулптор. Колку повеќе копаш низ себе си и го бараш својот израз, толку повеќе доаѓаш до него. Нема друг рецепт. Ако лажеш, се гледа. Ако се фолираш, се гледа. Ако не знаеш, и тоа се гледа. Веднаш се гледа. Да, но битките во индустријата за креативна контрола се малце поразлични и поголеми, потешки. Да, тоа е баш како во Холивуд, борбата помеѓу режисерот, сценаристот од една страна и финансиерот од друга страна. Кај ќе се сретнат, таму ќе излезе продукт. Дали малце ќе тргнеме, ќе повлечеме на кај креативата, ако имаме силен персоналити, дали ќе повлечеме на кај продуктот и парите. Но има и среќни спојави. Ако имате среќа во животот, барем еднаш да имате маркетинг тим со визија, прекрасно. Да. Дали се изненадивте што ваш модел носеше Мадона? Да. Кога ме известија, мислев дека е грешка во пораката. Значи ли тоа нешто повеќе за вас или во која смисла некако ви направи евентуално некаква промена во размислување, во третман на креацијата и така натаму? Јас во тој период пред себе веќе си имав постигнато некои, да ги наречам, врвови кои што сакав да си ги постигнам. И
Потоа, во тој момент ме интересираше да си го продолжам креативното истражување во рамките на мојот бренд, кој што и ден денес го сметам за лабораторија, за креативна лабораторија. Ако одите на мојот вебсайт, ќе видите на што мислам, но пред се рачунам себе си за раскажувач на приказни. Сега, кај мене тоа предизвика, фактички сватив дека јас, бидејќи се менува погледот кон вас и очекувањата од вас во тој момент, и клиентите, бутиците, пресот, очекуваат сега вие да направите некаква комерцијална експлозија, бидејќи се случила клучната случка. Така беше со полно брендови, затоа се тепаат некоја звезда да ги носи. Дали е Ријана, дали е Мадона, или е Били Ајлиш од помладите, или Хари Стајлс, се едно, затоа е таа тепачка, бидејќи се случува клучна експлозија. Кај мене се случи имплозија, бидејќи сватив дека јас всушност не сакам да експлодирам финансиски. Јас сакам да експлодирам креативно. И факт е дека после тоа си ги отворив вратите за изработка на дизајни на паравани, фотели, костими за театар или за филм, или не знам, каучи, отпечатоци, керамички шоли. Значи, си дозволив себе си нешто што од секогаш сакав да го правам, да се проширам во повеќе полиња на дизајн. Како успевате таа порака да ја пренесете на студентите? Што ги учите? Дали, како ја разбираат? Каква е таа комуникација? Во смисла на тоа да им даде некаква насока, што ги чека, што треба да очекуваат од себе, што од професијата, што од околината? Па се работи за креативен метод. Ако вие го разберете креативниот метод, значи јас ги терам да поминат низ креативниот метод. Ако го разберете креативниот метод, утре може да ми се јавите да ме прашате за да ви изработам концепт за автомобил. Секако дека инженерот ќе го направи моторот, но можеме заедно да одлучиме за нашата клиентела. Например, ако ми речете ми треба автомобил за 45 годишна успешна жена, мајка на 2 деца и сопруга, која што работи во адвокатска канцеларија, лупаце. Затоа што сметаме дека во тој дел на пазарот има побарувачка, ајде ќе седнеме заедно, ќе ја идентификуваме и можеби ќе направиме некој мал, округол, розев, смарт автомобил со внатре се како камчиња од морето. Или можеби ќе направиме нешто сиво, коцкасто и метално, со внатре роботски глас кој што ми вика добро утро господице или господјо, која музика да ви пуштам. Сето тоа, доколку вие се научите што значи еден креативен метод и како да стигнете до продукт, може да биде керамичка шолја, автомобил, улица, урбана опрема. Битно е која е вашата идеја и пропозиција, предлог за тоа нешто. Но, во основа, јас се надевам дека во Македонија идните дизајнери тоа ќе успеат да го сватат и тоа е битното што би сакала да го пренесам. Во таа спирална ДНК на еден дизајнер мора да биде кодот за сервис. Ние сме мора да правиме работи кои што се пријателски настроени кон корисникот. Без разлика дали облека, град, представа, што и да е. Според мене, тоа е основното. Потоа се друго. Зошто ви е кваката е квака, а не нож? Значи, треба да ви е удобно за употреба. Тоа е основниот код. Од тој код понатаму, го учите методот и потоа копате по себе. Еве ви е кариерата. Лидија, фала ви многу за разговорот.